Сега разговараат МРМ и Омерагич? Се наљути Омерагич? Луѓе од типот на Пандев, Илија Најдовски, Николче Новевски, Агим Ибраими, Ѓорги Христов ги нарече фудбалски стаорци. Тогаш не знам дали има потреба воопшто да се разговара со таков профил на човек, со таков карактер. Еден поинаков подкаст. Златко, добро вечер. Добро вечер. Нека ти срекне празници, бе, Златко. Царов. Нека видат срекни, весели, брикетни, радосни. Нека новата година донесе многу здравје во сите домови. За сите, не само за нас двајца. Да не бидеме толку емпатични во оваа година. Да бидеме позитивни, Да бидеме знаеш, малку позитивни оптимисти, како тебе, Златко, да, оптимисти, да бидеме убави Оптимизам ни луѓе. треба, знаеш, да се... Нешто битало знаеш да кажат Трудиш да се убав надеваш. човек. Не само да си убав човек, не е надворешно. Убава треба и душата да ти е. Па веројатно се тргнува таму. Каков си внатре, таков си надвор. Златко, до сега бе си бил негде на ваков настан, например, некоја, или не дај Боже полиција, да седиш на полиграф и на детектор на лаги, не? Не. Чудно ти е мал да си бил на Сум бил некој... сведок во суд, еднаш во животот, пред, не знам, може би повеќе од 10 години во Кавадраци, склопна околности, и тогаш имав чувство на неубаво, знаеш. Дека нешто си Влегуваш меѓу во обвинетите? судница. Па за банална причина, ама сепак си таму присутен. Влегуваш во записник. ФФМ нешто е многу актуелно последниот период. А и треба да биде, Тоа е година на крупни и одлуки, ама и крупни проекти кои што ФФМ со Масар Омерагич ги прави. Дел од нив реализирани 25-та, здравје Боже, 26-та ќе биде инфраструктурно многу подобра. Се надеваме затоа што не знам колку го знаеш Масар Омерагич. Човекот бара резултат Па ти му сега. упознав за него? Па да, се запознавме, ама чисто кратко. Да, ама мене ми остаи голем пријателски. впечаток. Да, и сите луѓе кои што го познаваат него, па дури така површно, знаат дека е човекот акција и Да? бара се сега, Браво. се веднаш. Тоа значи и дека Злати ти се ќе ме се најдобро. од акција, знаеш? Па ајде, јас сум. Не само кај мене, кај Омерагич. Па цела година е таква, ама не се жалиме, напротив. Си имал до сега некојаш ваков председател што сака толку многу акција? Колку години си у ФФМ? Повеќе од 10. Повеќе од 10 претходно беше сите оние кои што не гледаат и кои што можеби не го знаат или малкумина или многумина, Златко беше мој колега, беше водител на емисии по македонските телевизии. Добро, и тогаш затоа толку е многу сладкоречив. Добре, тогаш некои од нас беа како хостеси, други беа водители, ама Да, бе, кој јас ли бев хостес? се знаевме од тие кругови. Тогаш телевизијата беше многу поразлична од денеска, ама се во свое време. Сакаше да каже дека сум бил хостес, Златко, на жена ли ти личен, бре? Не, јас сум бил например на Џамбазов Хостеса? во Тркало на среќата. Така се шалевме, инаку имав тако некоја смешна улога која што не му одговараше ниту нему, ниту мене, уште помалку на телевизијата. Кај Игор ли, со Игор ли имаш? Една од причините поради која што да, направивме 3-4 тркала на среќата со едно девојче, него паметам како се вика. И тие се тие улоги кои што насила се наметнати и не ти одговараат, и Боже мој. Спремен си да кажуваш вистината за ФФМ? А веќе стигнавме до Да. вистината. Да. Збориме за Фудбалска федерација на Македонија, збориме за спорт кој дефинитивно е најбитната или најглавната споредна алка или споредна работа во светов и во животот, поготоа од животот на машкиот пол. Македонската презентација во последно време има и успони и падови и некако со ова селекција и со овие таленти мислиме дека можеме да догураме повеќе, спомнувајќи и вклучувајќи председателот Омерагич, кој што мене искрено ми остави голем впечаток. Мислам дека Македонија со таков тим има одлична иднина. Ке те ставам на полиграф. Добро. Ке ти направам тест и народ ке дознае многу работи кои што досега не ги знаела во склоп на нашата како да кажам, или на нашата емисија Вистина Лесо Миро Кацаров, YouTube емисија на Канал 77.
со тоа што ќе дознаеме дали ја кажуваш вистината или дали ја криеш вистината од очите на јавноста. Ич или брич? Се гледаме за кратко. Треба да кјутам. Златко е официјално добро вечер во втората етапа која што е посериозна, помистична. А кратко траеше првата. Да, понеедноставна. Ова е рубрика која што ја нема во Македонија, ова е YouTube или ова е подкаст на YouTube кој што е многу поразличен од останатите. А ние имаме право да ја знаеме вистината за ФФМ, те раците ги држи исправено, затоа што во последно време се изначитавме свежи видео за Фудбалската федерација во Македонија. И едно време бевме, тоест беше тебе како потпорол на федерацијата да ставиме на детектор за лаги и да видиме дали ќе ја кажеш вистината. Дали твоето име е Златко? Да. Дали си фокусиран? Дали имаш трема пред да почнеме? Имам необично чувство. Се анализира твојот одговор од 30 секунди. Значи поставивме прашање да видиме дали си Златко. Како ти е чувството? Тмурно. Ти е тмурно у просторија, или? Такво не е, малце не е. Мистично. Чувството околу просторијата не го прецепирам. А што ти е тмурно? Не сакам да бидам врзан на апарати и со жици. Жиците се тоа што покажува како реагира твоето дишење, пулсот колку ти е, body language-от и така натаму и така натаму. Дали твојата улога е потпорол на Фудбалската федерација на Македонија? Да. Од кога си потпорол, кажа 10 години, а од каде, кој ти се јави да биеш потпорол? Како потпорол? Реков повеќе од 10 години. Повеќе Тогаш од бев 10. во утринска програма на македонска телевизија и со тогашниот председател се слушнавме и ми понуди да бидам дел од медија тимот на Кој беше Харалампи или кој беше? Илче Георгиевски. Илче Георгиевски. И како? Ти се свига улогата? Ова или портпарол на Не, ФФМ? потпоролската улога. Како риба во вода. Зошто? Да пливаш или? Текот на времето се навикнуваш на предизвиците кои ги носи таа функција и фудбалското окружување во Македонија. Трето прашање, дали Златко Андоновски лично е вклучен во креирање на официјалните ставови на ФФМ? И да и не. Можеш само со да или со не? Не. Ќе видиме дали ја кажуваш вистината. Зошто не си вклучен? Затоа што по хиерархија председателот и управниот одбор на федерацијата ги носат одлуките кои што значат напредок за македонскиот фудбал. А ти само ги соопштуваш? Да. Нели по некоја логика на нештото? Да. Добро, имам уште 6, 5, 4. Уште ти е чудно, не ги само мрди раците. Убаво ти е вака? Не сум мрднал ни милиметар. Дали спиеше после поразот од 7:1? Спиев. Да. Да. Не те болеше? Беше лошо чувство. Беше неочекувано. Беше лош надпревар. Тивка атмосфера. Што направивте после надпревар во Кардиф? Се спакувавме и чекавме да полетаме за Скопје, а летавме наредниот ден. Многу од фудбалерите замина од Кардиф во своите клубови. Многу мал дел од делегацијата се враќаше за Скопје.
Масаро Мерагич се врати во Скопје и истиот ден замина за Женева, каде што имаше ждреб за Лига на нации. Благој Милевски, тогашниот селектор, со тим менаџерот замина од Кардив за Женева. Аха, така. Вие се вративте за Македонија. Ние се вративме, Пандев и Омерагич за Скопје, а истиот ден попладне летаа за Женева. Значи каша попара. Разговаравте меѓу се? Масаро Омерагич и Пандев сакаат да се вратат со дел од фудбалерите за да не бидат оставени сами на себе, од причина што селекторот и тим менаџерот летаа од Кардив за Женева. Депресивни беа фудбалерите? Беа ни на небо ни на земја. Знаете како е тоа чувство кога сакаш да ја покриеш главата, кога сакаш да ја заборавиш кога знаеш дека си изневерил и себе и други и знаеш дека тоа може некој да го чини работа. Тоа се случи за жал со тогашниот селектор Благој Милевски. Дали како дел од репрезентацијата лично чувствуваш одговорност за болниот пораз? Не. Зошто? Затоа што ние сме во сосема друга функција и на сосема друга позиција. Веројатно не постои некој кој што сака повеќе да има успех таа репрезентација од тие кои што се сервис на тој тим, на фудбалерите, затоа што тие се најбитни, ама и тие ги трпат најголемите критики, се разбира, заедно со селекторот и стручниот штаб. И ни беше мака и жал за тоа издание, затоа што после се што одиграа фудбалерите во тој циклус, не заслуживме така да завршиме. Значи не се осеќаш дека си виновен? За резултатот не. Дали ти е криво што Благој Милевски повеќе не е дел од ФФМ? Да. Имаше посебен однос со Благој? Благој Милевски е скромен тивок, без да... Интелигентен? Да, се разбира. Без да се наметнува по секоја цена на јавноста и на публиката, и заради тоа трпеше и критика во медиумите, од причина што си ја тераше својата работа и така немаше толку голема заинтересираност публиката да го сака, за разлика од некои поранешни селектори кои што се наметнуваа на секој начин. Беше професионалец, на тој начин достоинствено замина и од функцијата селектор на македонската репрезентација и ФФМ секогаш ќе му биде благодарна за неговата работа. Дали Пандев е страф и трепет во ФФМ? Не. Зошто? Затоа што неговиот авторитет е изразен на еден поинаков начин. Сите него го гледаат со почит и... Не е страшен? Не, напротив. Кога ќе се наљути, кога ќе треба да каже некој коментар, кога ќе треба некој, например, да му каже нешто што тој не го очекувал, бидејќи Пандев има големо искуство и може да се наљути, може и има право да се наљути, има право некој да искритикува. Да, ама кога зборува за фудбалски работи, Горан Пандев треба да го слушате. Веројатно се има налутено на неколкумина во федерација. Знаеме какви беа односите и со поранишниот председател, па и со поранишниот селектор на македонската репрезентација. Ама кога веќе ме прашувате дали е страф и трепет, велам не, затоа што од друга перспектива го гледаме ние и се обидуваме да го направиме тоа што тој го бара на фудбалски начин. Дали разговараат Милевски и Пандев? Да. Си разговараат така? Да. Дали си бил сведок на местени надпревари? Не. Уште еднашка. Дали си бил сведок на некој наместен надпревар? Жив сведок не сум бил. Последниот надпревар кој што беше наместен во македонското првенство е Кожув Башкими, затоа што тоа го видоа сите со своји очи. И тие кои присуствуваа на надпреварот во Гевгелија и тие кои што го гледаа во телевизиски пренос и начинот на кој што фудбалерите на двата тима
на крајот на денот и ја призна својата вина. Не, така. Конечно. Жив сведок не. Кога веќе сме кај местење над превари, а зарем реално е дека некој у 21 век толку многу може наивно да намести надпревар без при тоа да размисли на своите последици? Наивно, веројатно, не местите надпревар, туку местите со цела совест и со сиот ризик дека може да завршите таму каде што заслужувате, ако веќе тоа го А може ли правите. затвор да се заврши? Како не? Тоа е Кривично кривична дело? одговорност. Тоа е кривично дело. Местите надпревар за да остварите корист. Финансиска, најчесто. Дали го почитуваш потегот на мрме што јавно го искритикува Седловски? Не. Што се случи со Мрме? Ти го Мрме знаеш, беше во Мрме, тоест Мрме кога беше селектор, ти беше потпрл на истата функција што си сега. А зошто не го почитуваш? Што се случи со Мрме? Зошто толку јавно изреагира? Јавно, бурно. При тоа считав од Омер Агич дека бил он исто меѓу оние кандидати кои што требало да ја преземе клупата после Милевски. Тоа го призна и двајцата дека контактирале, бил во кругот на потенцијални Така е, селектори на македонската да. репрезентација. Не го поддржувам од проста причина што Гоце Седловски уште не стапнат на функцијата, најде на критика од некој од кого треба да добие поддршка. Ако се сеќавате, Седловски во времето кога беше Ангеловски селектор, беше во хотел базата на репрезентацијата за да им даде поддршка на тогашните репрезентативци. И тогаш беше добар. Сега не е добар. И од причина што денот кога почина Васил Рингов, го изрази својот став, кога сите на некој начин требаше да му дадеме почит на великанот на македонскиот фудбал, Васил Рингов. Уште повеќе што ја продолжи приказната и се доведе во ситуација да се формира комисија која што ќе прави ревизија Тоа Мрме дали неговата тренерска пролиценца е валидна или не. Тоа Мрме го прави? А тоа го бараше. Тоа го бараш. Евете, не сум знал. Дали Мрме сега разговара со некој од вас во федерацијата? Или вие људ? Со мене не. Со тебе не. Дали Седловски заслужи функцијата ко прв стратег на репрезентацијата според тебе ко потпрал на ФФМ? Да. По успехот во Вардар, по успехот во Динамо Загреб, по кој успех? Тој е вториот македонец, тоест првиот македонец со повеќе од 100 настапи во репрезентацијата. Добре. Тој е првиот капитен странец на Динамо Загреб, Дисциплиниран е Седло како фудбалер? дисциплиниран и како фудбалера, уште повеќе како тренер. Тоа го зборуваат повеќето кои што работеле со него. Ние се Работник уште на тренинг? работи со многу дисциплина која што ја бара од сите во тимот, не само од фудбалерите. Не знам дали се сеќавате, една година беше најдобриот стрелец како дефанзивец во Динамо Загреб. Беше во време кога Христов беше во Англија, во Шефилд Венцзей, во Премиер Лига. Беше во Хајдук на свој 19 години, 100 настапи за македонската репрезентација, титула со Вардар, титула со Шкупи, куп титула со Вардар. Знаеме каде беше Вардар лани, каде е сега. Добро. И тоа му дава основа да веруваме дека можеме да успееме и со репрезентацијата со Седловски како селектор. Седло беше од онаа генерација, да, но исто интересни. Седловски беше со Новевски, со Илчан Умевски, со Петар Милошевски, Да. ако не се лажам, со Шумуриковски. Дали се најавува враќање на Стефан Ритовски, Бобон Николов и Адеми? Не знам, тоа е прашање за селекторот. Рече дека ќе разговара со секој кој што мисли дека може да има корисна улога во репрезентацијата. Значи да, се разговара. Рече дека можеби за секој кој што мисли дека ќе има улога корисна во тимот ќе разговара. Предпоставувам да.
А што е проблемот со Стефан Ристовски? Ете, повеќе не е Благој Милевски. Тоа е одлука на тие кои што го предводат тимот. Ако мислат Мила дека Ристовски играч. Благој го Мила- взимаше нонсто, брат му. да, Мила Ристовски е веќе долги години исто така во репрезентацијата. А Стефан на кој беше љут на Стефан беше лут на одлуката на Милевски? Благој Милевски и тоа јавно го изрази. Да. А Бобан Николов исто беше љут на одлуката на Благој Милевски, кој што не го Да. взимаше репрезентацијата, а беше и тоа го негово дете. слушнавме, да. И Адеми. Адеми се повлече зошто? Адеми се повлече затоа што имаше здравствени предизвици, затоа што беше капитен на Динамо и ритмот на надпревари, А сега кај Адеми? почнувајќи од повредите, не му даваше можност да дава 100% од себе кога ќе дојде и за Македонија. А кај Адеми Сега е се? во Унгарија. А во Унгарија. Дали Омер Агич досега е најдобриот избор за претседател на ФФМ? Да. Досега. Зборевме за Омер Агич. Што е тоа што најмногу те купи кај Омер Агич? Освен тоа што кажа дека е работник. Тоа што е човек од Има градот, визија? тоа што е човек од градот, што ги знае има шмек, и ситните мангупе. и крупните работи, што знае како треба да се заврши и ситна и крупна работа, што знае како со медиуми, како со јавност, има харизма, прошетен човек, знае јазици, се дружи со луѓе кои што за нас се обични, но и со некои кои мислиме дека се недопирливи. Сега разговараат МРМ и Омер Агич? Разговара пред да се донесе одлуката за селектор на Сега македонската повеќе не репрезентација. разговараат, мислам. Сега не знам дали разговара. Сега не разговараат. Вклучувајќи целата оваа приказна. Ова што се случуваше во медиуми, во весници, Ако некои луѓе од типот на Пандев, Илија Најдовски, Николче Новевски, Агим Ибраими, Ѓорги Христов ги нарече фудбалски стаорци, тогаш не знам дали има потреба воопшто да се разговара со таков профил на човек, со таков карактер. да, Луѓе кои што се наљути Омер Агич за ова затоа што тоа е негов тим, малтене. Он е претседател на тој тим. Да, и го штити тимот на секаков начин. Дали Столе Димитриевски е модната икона во репрезентацијата? Да, дефинитивно. Што му правите кога ќе се соберете, знам дека се слика, дека доаѓа со шубари, дека доаѓа во дресови на Буфон, дека доаѓа со женски ташни. Знаете како? Го реметите? Не, он само вели секако дека го чекаме со драго срце да дојде во тимската база И како ќе биде облечен пред сега чека? и како ќе биде облечен, затоа што речи си пред секој собир има 10-минутна фотосесија за себе, за начинот на кој што тој ден е облечен и кога ќе искоментираме било што во врска со тоа, вели, знаете, ја го правам, отварам ви пут на сите вас. Така, докумановски на шпански, да, меѓе, да. Овој ја што го носам себе, вие ќе го носите за една година, 2 години. Значи, знае да каже, така? Знае да каже, он е мангуп и добро му стои таа, не е улога, тоа е начин на живот и А скромен дечко е? Скромен. Што е проблемот со него во Валенсија? Валенсија, тренерите, договорот, начинот на кој што го изиграа веројатно. Столе тоа си го зборува и не знам дали ќе се јавно ќе се покаже за таа одлука да биде во Валенсија. А ако имаме предвид дека Мамардашвили замина во Ливерпул, па ете пак не добива шанса како прв голман, ама знаеш, Валенсија те бара и Дали бевте за јавен конфликт помеѓу Горан Пандев и МРМ? никогаш не сум за јавен конфликт, ама веќе кога некој од таа перспектива
ќе етикетира човек, фудбалер, како Горан Пандев, тогаш е сосема и легитимно и нормално другата страна да изреагира. Од причина што ако прошетате низ Инстаграм профилот на Горан Пандев, ќе најдете и сосема спротивни постови со сосема поразлични текстови за истиот човек. Така што они беа во добри односи? Да. Така што сосема така го кажа? Што одеднашка толку многу го тоа можете, тоа ќе го прашате Ангеловски затоа што тој ја почна играта и му беше капитен Пандев, така? Пандев беше се во таа репрезентација. Апсолутно. Пандев беше и капитен, и селектор, и тактичар, и родител, и тимски колега. Да, и бате Горан го викаат, и батко беше све буквално. Бате ден денеска го вика Елиф Елмас, ама да. Воспитувањето на Елиф, на сите да им се обраќа на тој начин, и заради тоа отидовме на Европско првенство. Да не беше Пандев, веројатно тешко. Дали ти фали Маријана Стонојковска? Не. Зошто? Што тие времења те потсеќаат кога беше лут и млад, сега само си лут, или? Па ние никогаш не сме имале близок однос со Маријана. Ја го почитувам. Дека бевте колеги. Да, бевме во недела попладне 2 години. Ја го почитувам сето она што таа го работи, затоа што го работи долги години наназад. Не би седнал повторно неделно попладне да водиш, например, не мора со Маријана. Да, би седнал така. Би. Дали би играл 1-1 со Ерџан Алиевски? Не. Зашто? Затоа што ќе ме убие. Силен е? Силен е и на збор, и со топка, и како карактер, да. Стварно? Многу мина. Не го знаат тој момент кај Џани, кај Ерџан Алиевски, ама тој е шегаџија, некогаш и во екстремна форма, која што може да значи некој да се навреди, налути. Стварно? А кај него е сето тоа кажано со насмевка, со така на интересен, симпатичен начин и многу паметен. Алиевски е паметен дечко, полиглот. Браво. 6 јазици. Се дружите меѓу себе на собири во кој сте во карантини? Се дружиме, ама не до степен дека сме блиски пријатели или не знам да му се јавам или на него или на некој друг да му побарам билет или дрес или не до тој степен. Не до тој степен. Само во функција на тоа што е тимот и тоа што треба да се направи тој ден, тие денови, тој собир. Кои се најдобри другари? Се екипираат, се кланираат, видов ја еден клан. Тоа е нормално, како и во секоја институција, во секоја фирма. Алиевски со Елмас? Алиевски и со Елмас, и со Барди, и со Муслиу. Со Барди Муслиу. А кој е тој малце различен од нив? Кои се, например? Никола Серафимов е со Милан Ристовски, со Јани Атанасов, со таа генерација која што генерацијски, значи они се поставуваат. Да. Столе? Да. Столе е со голманите. Он со голманите, да. Голманите со Шишко е со посебен однос, со игра Лексовски и многу често ќе се јави или ќе пише порака, Злате, дај да ги дигнемо, знаеш, и за клуб се грижи, знаеш. Столе е таков. Сака да им биде убаво и на тие до него. Дали Елмас е најголемата звезда во А репрезентацијата? Да. Како го гледаш тоа дека Елмас е најголемата звезда? Беше означен како дијамант на своји 17 години и тука и на страна. Игра во Лига на шампиони, игра во Наполи, шампион со Наполи. Супер куп со Наполи, куп со Наполи. Играше во Лајпциг, има добри трансфери. Лате. Играше во Турција, симпатичен е, убав е, го сака публиката, го сакаат девојките. Воспитан е. Знае како со луѓе, со деца, со повозрасни им дава внимание. Не е недопирлив.
Така е, тоа се големи звезди. Дали Дарко Панчев не достига во ФФМ? Да. Браво. Како и зошто? Дарко Панчев е светски и европски првак. Тоа е статус кој никој не може да му го Зошто одземе. не е во ФФМ тогаш? Негов избор. Негов избор, така? Тој е човекот кој што на тој начин Омер одлучил да Агички се... ги отвира вративе за Панчев? За секој кој што му мисли добро на македонскиот фудбал, не само за Дарко. А Пандев и Панчев во добри односи се? Не знам, мислам дека немаат посебни односи. Да. Не знам ни дали во животот се виделе Вака лично? тет лично, Стварно? не сум сигурен. На пар настани на кои што сме биле поканети заедно со Дарко бил присутен Пандев, ама не дошол Дарко. Од причина што одбрал да не се појавува на... Дарко доаѓа во ФФМ? Мислам дека нема влезено во федерација. Жално. Љуте нешто на вас? Не е лута, едноставно Дарко на тој начин функционира во општествениот живот, не во фудбалскиот во Македонија. Бил поканет на десетина настани, јубилеи, манифестации, организации и на ФФМ и на други институции, ама ете последниот пат кога на иницијатива на Масар Омер Агич и ФФМ се доделија национални признанија Добре. за Илија Најдовски, за Горан Пандев, Добро. за тие кои биле носители на светска и европска титула, Дарко Панчев, например, не дојде, иако е спортист кој што станал и европски и светски шампион и му следи признание од државата, ама Боже мој, тоа е негов избор и тоа го почитуваме сите. Интересен одговор од тебе и баш ме интересираше мене одговорот затоа што Панчев е апсолутно жива легенда, Да. икона на југословенскиот, па и на балканскиот, европскиот и на светскиот фудбал. И жално е Дарко Панчев, ете многу пати јас го канем во емисија и ке ме не доаѓа. Дали е точно дека си песимист за влегување на Македонија на светското првенство 2026 година? Не. Зошто си оптимист? Затоа што сум таков по природа. За секоја работа. Затоа што мора да бидеме позитивни и да гледаме оптимистички, затоа што е фудбал и затоа што оваа генерација македонски фудбалери покажаа дека можат да играат против силни репрезентации. Данска е фаворит, игра на свој терен, ама треба да се биде мангуп на овој надпревар. Има само 36 часа подготовка Седловски со тимот. Не може да направи чуда, ама може да им го всади во ДНК-то на овие фудбалери тоа што може да донесе пласма на Македонија на светско првенство. Ако одиграме храбро, честно, за своја душа, ништо не е невозможно. Дали е точно дека си најголем фраер во федерацијата? Не. Во федерацијата, кој е поголем фраер од тебе? Фраер. Фраер е релативна работа, знаеш, како го гледаат луѓето, како го доживуваат тоа. Ја не се гледам како фраер. Значи има поголем фраер. Па секој си е фраер за себе, на свој начин. Јас можам да ти кажам Масар Омер Агич е фраер. Да, го кажав ја исто на почетокот. Ако продолжам, ќе мисля дека сум хомосексуалец, да го кажувам истото цело време. Тоа е точно. Он е одличен фраер. Златко, за кратко, ќе да знаеме дали ја кажуваш вистината во врска со случувањата во ФФМ, мене ме многу интересира. И ова што го кажам ми е некако ексклузивно. Сакам да ги знам работиве кои што се позади завесите. Интересни се, не секојдневни се, мистични се. Ги анализиравме твоите одговори, моите прашања беа интересни. Те прашувам тебе. Дали беа прашањата интересни? Беа. Дали беше страшно? Не беше страшно, беше чудно.
Не беше секојдневно. Врзан со. А дали ја кажуваше вистината? Секогаш. За кратко ќе да знаеме. Златко, ти поставивме на 20 прашања, да видиме каде ја кажа вистината, каде не ја кажа или каде народно кажано излажа. Дали твојата улога е потправна ФФМ? Имаш одговорено да, тоа е точен одговор. Дали Златко Доноски лично е вклучен во креирањето на официјалните стави? Кажа не, точен одговор. Дали спиеше после 7-1? Кажа да, точен одговор, си спиел. Срам да ти е. Дали лично чувствуваш одговорност? Кажа не, точен одговор. Без емоции. Дали ти е криво за Благој Милевски? Не е повеќе, точен одговор. Сега ќе го поминеш полиграфот ако си вака искрен и достоинствен. Дали Пандев е страј трепет? Не, точен одговор. Дали си бил сведок на местени? Не, точен одговор. Дали го почитуваш потекот на Мрме што јавно го искритува Седловски? Не, точен одговор. Дали Седловски ја заслужува функцијата? Точен одговор. Кажа да. Дали разговара со Мрме? Кажа не, точен одговор. Не разговара. Зошто не разговарате? Он ти се лути? Не разговараме од пред почеток на Европското првенство 21 година. Од тогаш? Да. Од Човек тогаш, е пред затоа што тој тогаш се стави во позиција дека е над сите, над се и... Значи вие работевте и не разговаравте? Па ја Малтене. бев не бев со тимот на со на тимот, Европското, да. Да, бев во друг. Добро. Дали се најавува враќање на Ристовски Николов Адеми? Ти кажа да. Точен одговор со тоа што тоа е одлука сепак на мастерен играчите. Дали Масер до сега или Омер Агич до сега недобриот избор? Да. Ти кажа да и тоа е точен одговор, го мислиш тоа. Дали Столи Димитриевски е модната икона во арапските? Кажа да и тоа е точен одговор. Дали си зајавен конфликт помеѓу Пандев и Мрме? Не, тоа е точен одговор. Дали ти фали Маријана Станевски? Кажа не, точен одговор, не ти фали. Дали би играл 1-1 со Ерџан? Кажа не, точен одговор. Елмас најголемот звезда? Кажа точен одговор. Сега немаш лага. Еве ти е лагата. Дали Дарко Панчев не достига во ФФМ? Реков да. Пишува лај. Ти рече да, во заграда јес, пишува лај. Може би не достига на фудбалот, не во ФФМ. Сега детекторот тебе како ти има открива? Знаеш како? Прашањето е дали Дарко Панчев, знаеш, Дарко Панчев, како фудбалер, како некој кој... Ама изгледа не ви не достигу ФФМ. А тоа е негов избор, не избор. Па изгледа и на тебе. Кој што ја предводат федерацијата. Добро, ети вистината, не ја кажуваш или детекторот така одлучил за дали Дарко Панчев не достига во ФФМ, ти си одговорил да, покажува лаша. Дали точно дека си песимист? Ти кажа не, точно оптимист за влегување. Дали точно дека си најголем фраер, ти си кажал не и точен одговор. Златко, Миро, благодарам што ја прифати поканата, морам да честитам пошто имаш само еден. Само еден неточен одговор или една лага од 21 прашање, 20 точни одговори. Јавноста ја дозна вистината што се случуваше со Мрме, со Седловски, со враќањето на Адеми, Бобо Николов, евентуално за начинот на работа на Омер Агич, за Мрме и вашиот однос, за болниот пораз после Кардиф и за Благој Милевски. Мислам еден интересен подкаст, невообичаен, со нашиот детектор кој што анализираше одговори. Машината покажа дека имаш само една лага, а тоа е дали Панчев не достига во ФФМ. Ти кажа да, но изгледа не ви не достига, бидејќи вие си имате таму своји релации и свое гнездо. Златко, ти благодарам што беше на првиот подкаст во новата година 2026. Нека ни се срекни празниците. Божик и Бадник се пред нас најголемите христијански празници. Нека Бог биде со нас и да ни даде сила уште многу години да бидеме вакви здрави и живи. А репрезентацијата, тоа што си го заслужува, верувам ќе го добие со вас и со Омер Агич и со играчи кои што имаме во репрезентацијата.
Ти благодарам уште еднашка. Миро, фала и на тебе и на екипата тука во канал 77. Здравје, па се друго, секој си го добива тоа што го заслужува. Колку е убаво кога имате јавни личности или кога потпаролите, па и на политичките партии, па и на федерации, институции, државни, кога ќе ја кажуваат вистината, бидејќи, драги мои, вие имате право да ја знаете вистината, затоа што вие сте тие кои ја заслужуваат. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Лайк, сабскрајб на канал 77. Слушајте го најслушаното радио, продолжете да бидете на фреквенциите на канал 77 низ цела Македонија. Не заборавајте, секоја недела на Детектор ги ставаме најпознатите јавни личности или оние јавни личности кои што креираат јавно мислење, а се интересни за јавноста. Се гледаме наредната недела. До тогаш имајте убави и среќни новогодишни празници. Ве поздравувам.